Вести на Канал 8. Добар ден. Земјоделците не се задоволни од приносите што ги добиваат со овогодишната жетва на оризот. Дел од причините за потврлањето гледаат и во новите сорти што пред некоја година се увезоа од Турција, поради што најавуваат дека од до година ќе се вратат на поранешните италијански. Незадоволството кај оризо производителите од откупните цени и понатаму е дежурна тема во целиот брегалнички регион, не само во Кочанско, туку и во соседните општини. Освен неповолните цени, имало и значително потврлање во количините што се добиле со жетвата на оризот од реколтата годинава, за што се жалат и земјоделците од Пробиштипскиот регион. Велат дека се незадоволни што произведените количини се дури и за половина помалку од вообичаениот принос, поради што влегле во директна загуба. Една од причините за слабата реколта според нив е примената на новите сорти увезени од Турција, кои во почетокот биле приносни, но веќе почнале да потврлаат. Од местната заедница Пишица, на чии површини оризот во Пробиштипско е најзастапен, велат дека земјоделците размислуваат за промена на сортите, што ќе ги засеат идната пролет. Турски ориз што е сега што го увеземе, лани даде беше рентабилен, оваа година даде многу послабо. Лани даде по 20 вреки, сега даде по 12. И мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарето семиња. Има Монточели, сите тие други, ова ќе го сврлеме, ради тоа што некако немаме допринес. Цената за оризо е многу слаба. Народот кажуваат, вика вака, вика. Подобро ни треба, вика, да ни дадете субвенции, да не ни давате, да ни уплатите по 25 оризо, ние ќе бидеме задоволни. Герасимов додава дека жетвата на ориз во Пробиштипскиот регион годинава завршила навреме, со оглед што и вегетацијата се одвивала без застој, односно немале проблеми со дистрибуцијата на водата до нивите. Од друга страна пак, жетвата во Кочанскиот регион се уште трае и според проценките неожнеани се околу 1/3 од засеаните близу 5000 хектари под ориз. За сега, откуп на произведеното од оваа година практично и нема, поради незадоволството на земјоделците од ниските откупни цени, кои што за арпата се движат меѓу 9 и 13 денари за килограм. Општина Зрновци потпиша договори за изградба на 3 капитални објекти од областа на детската заштита, екологијата и комуналната инфраструктура. Едниот од договорите се однесува на изградба на детска градинка. Согласно Општинската програма за изградба на комунална инфраструктура, Општина Зрновци потпиша 3 договори за изградба на капитални објекти од областа на детската заштита, екологијата и комуналната инфраструктура. Договорите се потпишани со компанијата изведувач актива од Штип и истите ќе започнат да се реализираат веднаш. Едниот од договорите се однесува на изградба на детската градинка, која што ќе биде лоцирана на излезот од населбата кон Кочани, на површина од 400 метри квадратни, чија што изградба ќе започне да новиве. Последната информација што ја имаме тоа е дека тие се припремат веќе за да почнат со работа, така да очекувам за неколку дена со отпочнување со градбата, односно поставување на камен темелник. Овде сакам да кажам дека градинката ќе биде изградена со капацитет до 80 деца, а која што ќе ги поседува сите наменски простори за успешно обавување на дејноста, значи мислејќи се тука и на детски јасли и за сите останати групи, значи на дечиња. Сите знаеме дека потребата од детска градинка во нашата општина навистина е голема, а знаеме дека голем број, некаде 30 на деца веќе посетуваат градинка во градот Кочани, така да значи сето ова од следната година граѓаните нема да мораат да го прават, значи ќе имаат многу поблиско, односно во местото на живење и детска градинка. Вториот проект, според Станков, се однесува на уредувањето на Зрновска река, втора фаза од излезот на населбата до вливот во река Брегалница. За оваа намена ќе бидат инвестирани средства во износ од 12 милиони денари. Третиот договор се однесува на изградбата и асфалтирање на крак од улиците Скопска и Генерал Апостолски во населеното место Зрновци, за што се обезбедени 3 милиони денари. Финансиските средства за овие 3 капитални инвестиции на општината се обезбедени од европските фондови преку програмата за развој на руралните средини. Локалната самоуправа на Кочани ја организираше втората од 5 сесии на буџетскиот форум со граѓаните, на кој се разгледуваат предлозите за ставки што би влегле за буџетот на општината за 2017 година.
Финансиската поддршка за процесот ја обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка, а форумот треба да заврши до крајот на декември. Се одржа и втората сесија од буџетскиот форум, што општина Кочани го организира во рамки на програмата Форуми во заедницата, а со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. На почетокот на сесијата, пред да започне работата по групи, беше представен прегледот на планираните и реализирани приходи на сметката на општината во периодот до 30 септември оваа година. Во вториот дел пак пред граѓаните беа презентирани планираните расходи по буџетските програми. Дел од присутните граѓани рекоа дека за прв пат учествуваат на ваков форум и активноста ја оценија како добра, со што и тие би имале подобар увид во приходите на општината, а со своите предлози за буџетските програми за следната година би учествувале во креирањето на буџет што би одговарал на нивните потреби. Имаа и своји мислења кон што како приоритет би требало да се насочат дел од буџетските средства. Приоритет би да се користат овие енергетски што имаме ние. Да, то бање, такви работи да се направи, иначе нека се патлиџани, пипер само, друго ништо. Планинските места да се малку туризам прошири, да народ пуно е доселен од планината, мислам, јас сум едини, па за тоа исто размислам. Има народ кој се враќа пензиите, платите, претежно пензионери се враќаат, да са мали и не може да обставуваат, нешто работат, компири, дие работи нешто, са дрва си набавјат и сакат да се враќаат, али нема услуга. Ете како можат, затоа сме и дојдени тука да даваме принес. А верувам дека секој принес е корис. Прво со нашето присуство и со нашиот граѓански активизам, залагајќи се за одредени проекти од областа на спортот. Например, искористување геотермалниот потенцијал со како приоритет да биде затворен базен со искористување на топлата геотермална вода. Инфраструктурно општината треба прилично да се смени за да можеме да направиме достапност до сите граѓани. Исто така би рекла дека во делот на бизнисот и за вработеноста, значи сепак тука кога имаме економски појака општина, значи може да се дојде и до тоа дека сите ќе бидат со еднакви можности. Не може да се направи никаде средина каде што може да биде еднаквата можност за сите 100% застапена. Меѓутоа, ако има движење и ако средината е сензитивна како што покажуваат тука да прашуваат и да се интересираат, сметам дека Кочани ќе може да оди чекор напред и дека и во итните планирања на буџетот, значи ќе имаме повеќе еднакви можности за сите граѓани. Со организирањето на буџетскиот форум им се овозможува на граѓаните непосредно да учествуваат во процесот на донесување одлуки за ставките што би влегле во финансискиот план на локалната самоуправа за идната година. Процесот треба да заврши до средината на декември, период во кој Советот на општината ќе треба да го започне донесувањето на буџетот. Инаку имаше забелешка од граѓаните што втората сесија се одржа на браната Градче, со што дел од оние кои планирале да присуствуваат не стигнале на работната сесија, па беше предложено во иднина да се бара простор во градот каде би се одржувал форумот. Источниот плански регион ќе го добие својот просторен план за периодот до 2030 година, што е во завршна фаза на изработка. Како документот највисоко ниво, според него во иднина треба да се усогласуваат сите развојни документи што ќе бидат донесувани за територијата на 11 општини што се дел од регионот. Во нацрт фаза е подготовката на просторниот план на Источниот плански регион, што се однесува за периодот до 2030 година. Веќе е изработен извештајот за стратегиската оцена на животната средина, а добивањето на просторен план за регионот е оценето како многу значајно за правилно согледување, инвентаризирање и валоризирање на вредностите, како и на потенцијалите на просторот. Исто така, планот е важен и за дефинирање на насоките, мерките и решенијата за рационално искористување, уредување и заштита од аспект на одржливиот развој. Изработката на просторниот план е поддржана од Програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а координирана од Helvetas Swiss Intercorporation и Фармахем од Скопје. Министерството за животна средина и просторно планирање ја координира целата постапка за изработка и ги спроведува процедурите за донесување на планот. Од своја страна пак е вклучен и Центарот за развој на Источниот плански регион, како представник на единиците на локална самоуправа кои се во негов состав, со оглед што тие се во функција на корисници на планот.
Во образложението за потребата од изработка стои дека просторниот план на источниот плански регион е управувачки документ, со чија помош ќе се дефинира организацијата на просторот, целите и концепциите на просторниот развој на одделни области, како и условите за нивна реализација и меѓусебна усогласеност. Според документот, подрачјето на источниот плански регион административно е организиран во 11 општини, со вкупно 217 населени места, од кои 8 се градски и 209 селски. Според проценките за населението на Државниот завод за статистика, во 2012 година овде живееле околу 179.000 жители, со густина на населеност од 50,5 жители на километар квадратен. Важноста од изработката на просторниот план се оправдува и со тоа што тој треба да биде документ од највисоко ниво, со кој ќе се усагласуваат сите развојни документи што ќе бидат донесувани за просторот на целиот источен регион. Локалитетот Коколов Рит е комплексна археолошка локација која опфаќа период од праисторијата, од 3-тиот милениум пред нашата ера, а последните откриени наоди датираат од 4 век од нашата ера. Станува збор за 8 нови погребувања со кремации од римскиот период. Нови 8 погребувања со кремација од римскиот период од 4 век се откриени со последните истражувања на источната страна на локалитетот Коколов Рит кај Виничка Кршла. Локалитетот Коколов Рит се покажа како доста комплексен локалитет. Значи тој првично беше регистриран како праисториски локалитет, тумуларна некропола, меѓутоа ние со истражувањата кои што траат од 2011 година до 2016 година утврдивме повеќе хоризонти на користење на овој простор. Археолошки наоди кои се откриени во гробовите ќе надградуваат веќе постоечката поставка во музеот Теракота. На просторот на источната тераса на која што истражувавме оваа година во римските кремации од 4 век, имаме голем број на керамички садови, од кои повеќето се и целосни од неколку кремации. Така, например, во една кремација имавме 10 откриени садови кои што можат целосно да се реконструираат. Од нив 3 беа целосни, значи тие се зачувани во нивната оригинална форма. Паралелно со истражувањата тече и конзервацијата на археолошкиот материјал од претходните години, а 6-годишните истражувања на овој локалитет се проект од национален интерес финансиран од Министерството за култура. По одржаните полуфинални избори на Мис на Македонија за Мис Глоуб, големото финале ќе се одржи в сабота на 5 ноември во Александар парк во Виница. Ќе учествуваат сите победнички од полуфиналните избори од сите градови од Републикава. По полуфиналните избори за Мис на Македонија 2016 за Мис Глоуб, што се одржаа во повеќе градови во Македонија, меѓу кои минатата недела и во Кочани, големото финале ќе се одржи на 5 ноември во сабота во ресторанот Александар парк во Виница, со почеток во 21 часот. На финалето ќе учествуваат сите победнички од сите полуфинални избори, што се одржаа во градовите низ Републикава. На полуфиналниот избор, што се одржа во Кочани минатата недела, победи 18-годишната Андријана Илиевска од Скопје. Прва придружничка беше избрана Ангела Ставревска од Охрид, а втора Елена Петреска од Прилеп. Ресторанот Александар парк во Виница ги поканува сите граѓани да присуствуваат на големото финале на Мис на Македонија за Мис Глоуб 2016 и заедно да ја поздрават и изберат овогодишната победничка, која што ќе ја представува нашата држава на годинешниот избор за убавина Мис Глоуб. Следуваат информациите од спортот. Солиден успех постигнаа спортистите од Кочани на државното првенство во дуатлон, што се одржа во Скопје. Во силна конкуренција тие се пласираа на 5-то и 6-то место во дисциплините трчање и велосипедизам. Младите кочански спортисти Станислав Јованов и Дејан Павловски беа наши представници на државното првенство во дуатлон, што се одржа во Скопје. Од таму тие се вратија со добри резултати. Во силна конкуренција на надпреварувачи од Македонија, како и екстрим тимот од Бугарија, во јуниорска категорија тие го освоија 5-то и 6-то место. Инаку, Јованов и Павловски се ученици во 3-та година во средното општинско училиште Гошо Викентиев и дуатлон и триатлон надпреварите им се омилено хоби,
а постигнатите резултати велат дека се дополнителен мотив за натамошни успеси. Надпреварите на државното дуатлон првенство во Скопје беа во дисциплините трчање на 3 км, велосипедизам на 5 км и потоа уште едно трчање на 3 км. Организатор на надпреварот беше триатлон клубот Совка од Скопје со подршка од Триатлон Федерацијата на Македонија. Надпреварите се одржаа покрај кеот на реката Вардар, а одличните временски услови овозможија надпреварите да поминат во најдобар ред. Општински надпревар во пинг-понг се одржа во основното училиште Малина Попиванова. Истиот беше во организација на предметните наставници по физичко и здравствено образование и Сојузот за училишни спортови. Основното училиште Малина Попиванова Кочани беше домаќин на општинскиот надпревар во пинг-понг во организација на предметните наставници по физичко и здравствено образование и Сојузот за училишни спортови. Во конкуренција момчиња, првото место го освои Иван Јанков, ученик во основното училиште Раде Кратовче. Второто место му припадна на Виктор Паунов, исто од основното училиште Раде Кратовче, и третото на Александар Ѓоргиев од основното училиште Раде Кратовче. Во конкуренција девојчиња најдобра беше Сара Момчилова, втора Зорица Крстова и трето место освои Ана Арсова, сите три ученички во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ризари. Најдобрите тројца од двете категории од општинскиот ќе учествуваат на меѓузонскиот надпревар, чии победници пак ќе земат учество на републичко ниво. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.